Граѓаните биле нетрпеливи што чекаат пари за колку толку да се олеснат финансиската состојба. Ако се надеваа на подетални информации, останаа разочарани. Од владата не соопштија кога и како граѓаните ќе може да поднесат барања за ваучери и платежни картички. Надлежните ги повикуваат да аплицираат, но се уште нема уредба. Уверуваат дека таа ќе биде донесена до крајот на следната недела. Министерката за финансии вели дека процесот немало да биде компликуван и дека од податоците во системот на управата за јавни приходи можело да се направи листа на оние што ги исполнуваат условите. Граѓаните треба да ги добијат ваучерите и картичките во периодот јуни-јули. Голем дел од прашањата имаат една доза на нетрпеливост, а напротив во овој сериозен и сеопфатен пакет кој што го представивме, кој што кажав дека има јасно поставени цели и очекувани ефекти, исто така има јасно поставени рокови за да граѓаните може да знаат и фирмите кога ќе почне имплементацијата на мерката. Сакаме да биде најлесно, наједноставно и за граѓаните, односно да може лесно да дојдат да добијат оваа финансиска поддршка и картичка, и од друга страна да ги олесниме процесите и процедурите за издавачите во случајот како што кажавме дека се планира банките. Компаниите од трите најпогодени сектори, земјоделците, занаетчиите, побараа да продолжат субвенциите на бруто плати и од јуни натаму, односно да не важат само за април и мај. На нивните барања, Ангеловска одговори дека мерките требало да се креираат согласно потребите на стопанството. За потсетување, нив ги нема во третиот пакет мерки. Министерката за финансии е задоволна од мерката за државна помош за исплата на плати од 14.500 денари по работник и покрај тоа што аплицираа скоро 22.000 компании од очекуваните 35.000. Задоволна е што на работа се вратиле 500 отпуштени работници. Вели без помошта на државата можело да биде и полошо. Се работи за 120.000 работници, за 120.000 работни места кои што се задржани и се работи за една паралелна уредба која што беше донесена за да може работодавачите да ги вратат и работниците или да пријават и други лица во овој период. Имаме информација дека дури над 500-600 од оние 8.000 кои што беа комуницирани за месец март и април се вратени благодарение на можноста која што била дадена. Вчера странските инвеститори побараа неповратна помош, односно целосни грантови за да можат да ги задржат на работа 28.000 работници. Ангеловска пак тврди дека бескаматните кредити со 30% грант се сериозна и доволна мерка. Инаку Светска банка информира дека редовно ги следи состојбите и загриженоста околу проектот за итен одговор на состојбата со COVID-19. Потенцира дека банката има нулта толеранција за измама и корупција. На прашањето дали Светска банка се сомнева дека парите што ги дава можат да се злоупотребат, Ангеловска одговори дека тоа не значело дека банката ја критикува владата, туку сакала само да се увери дека парите ќе завршат на вистинското место.